Македонија и Србија се пријателски земји, а заеднички интерес е билатералните односи да бидат колку е можно подобри. Србија поддржува европската иднина на Македонија. Овој регион неоправдано со години и децении е подценуван во однос на другите делови на Европа и затоа заслужува што поскоро да влезе во Европската унија, изјави министерот за надворешни работи на Република Србија Ивица Дачич по средбата во Скопје со шефот на македонската дипломатија Никола Поповски. Дачич и Поповски потпишаа спогодба за рационално користење на ресурсите во однос на заеднички дипломатско-конзуларни представништва во странство. Се очекува наскоро да се дефинира на кои локации и во кои земји таа соработка е потребна и можна. Двајцата најавија дека втората заедничка седница на владите на двете држави ќе се одржи следните месеци во Скопје. Владина делегација предводена од премиерот Никола Груевски од денеска е во неколкудневна посета на Република Турција, значаен економски и трговски партнер на Македонија. Предвидени се повеќе бизнис форуми за презентација на поволностите што им се нудат на странските инвеститори, како и средби со државниот врв. Денеска ќе се одржи форумот во индустријската област Коџаели и административниот центар Измит. Форумот е организиран во соработка со индустријската комора на Коџаели, центар со развиена автомобилска индустрија и повеќе индустријски зони. Проектот Ало докторе почнува денеска. Граѓаните ќе можат со јавување на телефонскиот број 15 123 да се консултираат за определена здравствена состојба или симптоми што ги чувствуваат. Според министерот Тодоров, таму се вклучени доктори и специјалисти со најмалку 10 години искуство, што е различно од диспечерите кои што се јавуваат во итната медицинска помош, кои што се општи лекари, а дел од специјалистите се и што туку пензионирани доктори. Рокот за поднесување барања за приватизација на градежно државно земјиште наместо до 13 ноември ќе биде продолжен до 15 декември годинава. Ова го предвидуваат измените на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, што денеска го помина првото читање на Собраниската комисија за финансирање и буџет. Според заменик министерот за финансии Адријан Джеладини, предложените законски измени се направени во корист на граѓаните кои од низа причини досега не успеале да поднесат барање за приватизација. Покрај ова, со измените се предлага правните субјекти на кои што во изминатиот период им се доделувани решенија за корисничко право на големи површини земјиште да го приватизираат само оној дел на кој што се наоѓаат деловните објекти. Прометот во индустријата во јули годинава е зголемен за 12,2% во однос на истиот месец лани. Според Државниот завод за статистика, прометот во индустријата остварен на домашен пазар во јули 2014 година во однос на јули минатата година бележи опаѓање од 14,4%, а прометот остварен на странските пазари бележи пораст од 24%.